Сакаме спорт во Велес. Велес заслужува спорт и многу други испишени пароли под зидови можеме да сретнеме низ градот. Многу постови со истите реченици можеме да забележиме на социјалните мрежи, каде секојдневно се зголемува поддршката на граѓаните. Дел од поранешните ракометари, фудбалери и кошаркари веќе јавно се приклучија, а не изостанаа и одбојкарите. Иако во моментов во Велес нема одбојкарски клуб кој се надпреварува, сепак бившите одбојкари во целост ја поддржуваат иницијативата Сакаме спорт во Велес. Баш на градот Велес му треба таква една иницијатива и одма на почетокот да кажам дека во целост ја поддржува. Што се однесува до одбојката во градот, можеме да кажеме, одбојката, а кој друг спорт е на најниско веќе ниво кое што подоле не може да оди. Редно време е нешто да се преземе, како поранешни спортисти, како сега моментално учесници во спортот во градот, треба нешто да се преземе. Се такмечев од далечната 1968 до 1986 година и во најубавите денови на одбојката во Велес, каде што 3 години бевме и во прва сојузна лига на Југославија, тоа време од 81 до 84 година. Се приклучувам на вашата иницијатива, сакам спорт и ги молам сите кои што можат да помогнат, нарочито финансиски, да овозможат на клубовите да работат со млади деца и спортот во Велес да се врати барем на 50% од она некогаш кај нас што беше, ние што игравме. Со голема љубов кон спортот и одбојката, Сазде Ботарев направи мала споредба, како било во времето кога тој играл во еден од најдобрите клубови во Југославија и како е денес, кога одбојката е на многу завидно ниво. Порано се играше од љубов, за ентузијазам. Денеска треба секој играч, почнувајќи од младенец, да се купи сам спортската опрема. Родителите немаат толку пари. Децата не се заинтересирани за спорт. Повеќе ги влече некои други работи него спортот. А порано нас не влечеше спортот за тоа што ќе дојдат 3 до 5 илјади луѓе да не гледаат. Те познаваат во градот, имаш повеќе другари, пријатели и ради тоа сите помлади луѓе сакаа да се приклучат на било кој спорт, дали е тоа одбојка, ракомет, фудбал, кошарка. Имаше спорт што не можеше да се престаса кај да се отиде. Дали на одбојка да се оди во недела од 11, па попладнето на фудбал, во сабота кошарка, исто така и ракомет, салите беа преполни. Денеска се празни. Манасков пак е одбојкар кој во одбојката во прв состав почнал да игра по повлекувањето на Ботарев. Според него под терминот спорт во минатото се подразбирало дружење, забава и надпреварувачки дух, а денеска дефиницијата за спорт е потполно смената. Велес секогаш бил град на одбојката и би требало да биде град на одбојката. Јас како дете се сеќавам уште кога прва лига се надпреваруваше како пионерски играч, почнав од 7-8 оделение во пионерите, па потоа во прва и втора година настапав за младинската селекција на одбојкарскиот клуб Борец. Значи си имаше еден ред кој што оние пионери напредуваат, ги одеа во младинска екипа. Оние младинци кои што напредуваа преминуваа во сениорска екипа. Значи имаше некој ред и некоја си селекција. За жал денес тоа го нема. Второ, надпреварите. Значи градот живееше за тие надпревари. Јас се сеќавам како дете, ми беше чест и горд бев кога ќе му одберат топки да подава на тие надпревари што се играа во прва лига, во салата во Благој Кирков. И двајцата одбојкари се согласија дека спортските сали биле преполни, секогаш се барало место плюс, што не е случај денес кога надпревари се одржуваат во празни сали. Покрај успешниот спортски сјај на Велес кој го имало во минатото, Манасков ја спореди денешната и тогашната публика и нивниот начин на навивање. Би кажали за публиката нешто. Значи, тогаш ги бодрија своите миленици, не бодрија нас, додека сега морам малку да упатам критика. Еве последниот надпревар сега на кошаркарите. Значи, премногу има вулгаризам и непристојно навивање од страна на навивачите. Финансиите според Манасков и Ботарев ги имаат клучната улога за враќање на успехот на спортските клубови во нашиот град, но покрај финансиите, важна улога игра и човечкиот фактор. За публиката да се врати во салите или на отворените терени
требат екипи. А екипата се прави со финансии денеска. Умре тоа време кога без пари нешто се постигнуваше. Значи овие бизнисмени, газди, како да ги наречам, па и државата треба да се приклони да дава повеќе средства да одвојува за клубовите, како би имале своји средства да ствараат играчи и со некое појачање од страна би дошле до израз и салите ги видат преполни за да гледаат еден врхунски надпревар. Имаме ние пример, еви, не мора да се оди до таму како во Скопје што е Вардар и Металург, ракометот. Ама приближно 50% реков од тоа да се дава во Велес за спорт. Велес е талентирани за одбојка и за ракомет. Па и фудбал, не ги подценувам другите спортови. Секојаш салите ќе бидат преполни. На жалост, кога што знам сега, Велес нема одбојкарска екипа. Ни во женска, ни во машка. Тоа трагедија има и Тетово и Скопје. Што сакаме повеќе? Од друга страна, бев тренер на женски одбојкарски клуб Фошпет од Велес. Познато е дека спонзорот беше од Грција. И сега видите, тој човек дошол од тука, од Грција, тука работи, инвестира во нашите деца, значи тие се наши деца од Велес, без разлика дали имаше од Скопје, имавме и србинки, имавме играчи и од Грција, инвестира во Велес, инвестира во градот, инвестира во одбојката, а наидуваме на бојкот, наидуваме на револт и на како да кажам, одбивност од страна на градот, од страна на одредени луѓе, личности, публика. Јас тоа не можем да го сватам. И човекот е нормално, кога се осеќа дека е непосакуван, нормално дека ќе си оди и ќе се замени. И што направи, се замена спонзорот и ги остави овие дечиња на пат на улица. Па моравме да формираме свој клуб на иницијатива на родителите, за да децата ги згрижиме и да не седат пред компјутер или да не шетаат, да не паскачат, што викаме ние по улиците навечер. Така да, тие се две неразделни работи. Финансиите и се разбира желбата и амбицијата на луѓето. Според изјавите на поранешните ракометари, одбојкари, кошаркари и фудбалери, се доаѓа до заклучок дека доколку велешките клубови добијат спонзорства и финансии, повторно би се издигнал спортот на високо ниво како порано.